Да си кажеме ова и утро за криптоиндустријата. Биткоинот е во раст. Во Македонија се уште не достига регулација на оваа индустрија. Гостин на оваа тема е адвокатот Душко Гошевски, одличен познавач на состојбите во криптоиндустријата. Добро утро, добро дојдовте во студиото на Телно. Благодарам за поканата. На почеток, првото прашање би било: заврши ли долгата и длабока криптозима? И официјално заврши. Имаме стравотен раст на криптовалутите во последните 6 месеци. Има раст на криптовалутите од над 80, 90 и 100%. Значи доплирани се вредностите на портфолијата. Дали тоа значи една ластовичка што ја навестува пролетта? Пролет дојде или? Повеќе ластовички беа, но најважната ластовичка беше одлуката на Комисијата за хартија од вредност на Соединетите Американски држави да дозволи тргување со криптовалути, пред се со биткоин, на берзите ширум Америка. Тоа се случи пред околу еден месец, во јануари годинава, и се смета за историски датум во кога станува збор за дигиталните валути. Тоа беше на некој начин очекувано? Вака, на 15 годишнината од биткоинот се случува. Првото барање за дозвола за да може да се тргува со биткоинот на берзите беше 2013 година. Беше одбиено и следеа 10 години на поднесување на барање и одбивање се до овај револуционерна историска одлука која што се случи во јануари. Значи имаше таму низа на процеси, на стекнување на доверба, на регулации, додека да се стигне нели до оваа фаза. Ако Американската комисија за хартии од вредност дозволи на одредени платформи и фондови да тргуваат со криптовалути, што чекаат надлежните во Македонија? Вие бевте на некој начин вклучен во донесувањето на таа регулатива која треба да ја озакони оваа сфера, односно да воведе правила за тргување во криптоиндустријата. Некако работата како да застана? Јас не знам кои се последни информации, меѓутоа знам дека законите кои треба да го регулираат тоа се заглавени и останаа во собраниска процедура. Има ли нешто ново? Значи имаме парцијална регулација. Законите кои што посредно ја регулираат оваа сфера, тоа беше прво пред се Законот за спречување на перење пари и финансирање тероризам е донесен. И ние имаме регулација на термини и поими веќе во нашата легислатива и нашето законодавство. Но она што се вика во правото лекс специјалис, главен закон со кој што ќе се регулира цела сфера, се уште немаме кај нас. Сега, нели, да се навратиме, во Америка имаме 10 до 12 години притисок од фондови, од институционални инвеститори, од брокери, од различни хедж фондови, ETF фондови, за да може да се донесе одредена регулатива. Овде тој притисок се уште го нема и затоа има тако некој лаконски став на легислативата и на законодавството. Веројатно ќе се најде на агендите на политичките партии сега, но сега за сега се уште немаме донесено закон. Ако добро се сеќавам, иницијативата за регулација на сферата произлезе токму од пратеникот парламентарното мнозинство. Така, мислам дека беше иницирано тоа од парламентарното мнозинство кое е актуелно сега. Зошто не се истурка таа? Од политичките партии, Либерално-демократската партија е она која што нели како либерали и како центар го форсира ова и е високо на нивните агенди. Мислам дека треба пред се да се спреми. Сега мислам дека ќе биде полесно, затоа што Европската унија исто ја донесе регулативата. Минатото лето, мислам дека беше јуни или јули, минатото лето ја донесува регулативата која што ќе важи за сите држави членки. Но исто така важи и за статус оние членки што се со статус кандидат. Така да сега е многу полесно за нашата легислатива и нашиот парламент и органите кои што треба да го донесат тоа, затоа што треба само да ги следат препораките и насоките и усогласување со европската регулатива. Што е природата, суштината на тој закон? Пресликан ако биде од Европската унија, веројатно бидејќи е посличен модел кај нас отколку оној од САД. Што треба да нормира тој закон? Вие го нарекувате лекс специјалис, кој се однесува токму на регулација на дејноста. Значи, најважните одредби се околу самите платформи, околу видот и начинот на издавање, околу видот и начинот на тргување, заштита на институционалните инвеститори, токените и цел тој комплот, да кажеме, што го носи. Бидејќи, например, има држави кои што немаат регулација, но го имаат оставено на посредна регулација меѓу повеќе закони. Хрватска беше така, Швајцарија беше така, иако и тие сега дојдеа со своји закони. Може да се случи како Црна Гора, која што е крипто рај на Балканот, уопште да нема регулација, но посредните закони мора да даваат некаков вид на заштита на инвеститорите внатре.
регулацијата е важна и од друг аспект, бидејќи со тоа даночниот импакт, просторот за инвестиции во тој дел на индустрија исто ќе биде многу голем. Значи во секој случај е многу подобро да се донесе отколку да го оставиме вака без доволна регулација. Неколку прашања се наметнуваат. Прво, како успеа Црна Гора да стане даночен, не даночен, туку крипто-рај на Балканот? Таму е дел тој од политичките препукувања. Претходниот премиер на Црна Гора, мислам, тој е дел и од постапката. Една од најголемите криптоизмами кои што се случија во светот беа со господинот Квон, кој што се пресели во Црна Гора со лажен пасош, тоа беше една голема афера минатата година и таму почна една постапка против него, при што излегува нели на виделина и негови врски со одредени политички структури во Црна Гора. Исто така, не се работи само, нели, да кажем, за криптоизмамите. Еден од најважните луѓе во таа криптоиндустрија, еден од основачите на Етериум, доби црногорски пасош и се насели во таа држава. Значи има таму повеќе аспекти, најверојатно мала држава, добра позиција, престижноста, пристаништата. Мислам, се уште не се во Европската унија, регулацијата е малку полабава и мислам дека тоа е. Но најверојатно се работи и за самата политичка структура која што дозволува малку така по-елегантен и по-флексибилен начин на инвестиции внатре. По месец и половина, речиси два, од како Американската комисија за хартија од вредност дозволи тргување на одредени фондови со криптовалути, што е суштински сменето во САД, например, на Wall Street пред се, ете, освен растот на биткоинот и на останатите криптовалути кои тој ги влече, што суштински е променето? Мислам дека е најважно тоа што досега во крипто инвестираа оние малку похрабри и инвеститори кои што беа повеќе спремни на ризик. Сега, кога се ставени во институционална рамка со посебна регулација, бидејќи тие фондови имаат многу строги критериуми на действување, сега и оние поумерени инвеститори полека влегуваат. Не мора да ги разбираат правилата на игра внатре на блокчейн платформите, туку исклучиво може да идат преку тие ETF фондови, да купуваат, а некој за нив нели да ги прави сите тие алгоритми, пресметки, вложувања, исплати и така натаму. Олеснете пристапот и секако голема револуционерна одлука е да може да се дозволи на една криптоиндустрија која што беше во сива зона да влезе на Wall Street. Wall Street сепак е најголемата игра во светот. Но и покрај таа одлука на Комисијата за хартија од вредност на САД, најголемите финансиски авторитети во САД и натаму со недоверба гледа на дигиталните валути и ги предупредуваат американците. Имаше истиот ден кога беше донесена одлуката на Комисијата за хартија од вредност, предупредување од ќе го сгрешам името ако се обидам да го кажам, на еден од најголемите финансиски експерти во САД, кој рече: меѓутоа бидете внимателни, се работи за несигурна сфера на инвестиции. Зошто? Мислам дека сега, после регулацијата и кога веќе станува легална таа цела индустрија, мислам дека единствениот изговор може да биде директната конфронтација со банкарскиот систем. И најверојатно се работи за лоби групи внатре кои што поддржуваат или не поддржуваат централни банкарски системи наспроти оваа индустрија која што е фактички децентрализирана и која што има една друга идеја. Не може во ова брзо и турбулентно време да има и силен банкарски сектор и силна криптоиндустрија? Да, но не може да растат паралелно? Во самата идеја и основа на блокчейн на криптоиндустријата е исчезнување на банкарскиот сектор. Значи тоа е фактички основната идеја уште од 2009 кога е донесена, е фактички одговор на финансиската криза која што е направена заради банките. И тука има една интеракција, криптоиндустријата влегува во тој мејнстрим систем, се поврзува, банките почнуваат нели да го гледаат тоа како некоја нова реалност, банките почнуваат да издават, Societe Generale најави дека ќе издава своја валута. Значи тој ќе биде еден долг процес во кој што не знам дали ќе има двајца победници. Банкарскиот систем во Македонија е стабилен и добро е што е така, бидејќи низ овие кризи што поминавме, тие се единствениот столб на кој почива и државата, и безбедноста и стабилноста на државата. Дали може би станува збори во Македонија за отпор од банкарскиот сектор кога станува збор за донесување на регулативата овде? Мислам дека не, затоа што индустријата во Македонија на оваа криптоиндустрија е многу мала, минорна и не може да наштети на репутацијата на банките и на банкарскиот сектор. Цел Балкан е, например, имаше една пресметка
во делот на копањето, на рударењето, нели, валидизација на трансакциите, цел Балкан е 0,1% од светскиот пазар. Така да ние сме многу мали овде за да може да евентуално да нарушиме. Тоа играта ќе се води или на Wall Street или во Европската унија, која што беше прва, која што донесе регулација на едно повисоко наднационално ниво. Во Македонија, освен тоа што нема закони за регулација на дејноста, нема ниту криптоавтомати. Нема. На кој начин се случува Значи, нешто? Србија го стави првиот криптомат уште првата криптовинувачница беше 2013, првиот криптомат беше 2015. После има регулација, повлекување, па нови дозволи, како и да има криптомат во Албанија, во Хрватска. Не може, мислам дека не може само властите да бидат виновни за една општа ситуација која што има. Мислам дека недостатокот на капацитетност и на индустријата, и на нас самите води до тоа. Се работи за една напредна технологија и мислам дека на полето на тој надпревар ние се уште не сме некој посебен играч. Кој го донел тој криптоавтомат во Албанија? Кој треба да го донесе во Македонија? На кој начин тоа се регулира? Имаше интерес, но кога знаете кај нас доста има строга регулација, општо финансиска регулација имаме строга ние. И секогаш кога се случува некоја напредна идеја, сите сакаат, например, зборам сега од аспект на адвокатура и некои што пристапиле до мене, сакаат да имаат многу јасна и чиста слика пред да почнат со некој дејност или бизнис, нормално бидејќи се работи за инвестиција, и ние се уште ја немаме таа чиста јасна слика, за да може да имаме, треба да имаме многу храбар инвеститор кој што треба да ризикува да влезе во таа индустрија. Се уште го немаме, за жал. Криптоавтоматите се приватна собственост во соседните земји? Да. Приватна собственост. Криптоавтоматите се регулирани кај нас како термин. Значи, у новиот закон за спречување перање пари имаш и платформи, значи не е проблем некој да направи и платформа на која што може да се тргува. Колку луѓе според вашите проценки од Македонија се влезени во инвестиции на криптопазарот? Меѓу 35 и 40 илјади. Ниту еден од тие 40 илјади не препозна интерес да инсталира, да донесе криптоавтомати во Македонија? Има препознаено интерес, но одлуките се уште не се донесени. Правила за тоа има, интерес има, меѓутоа што недостига? Нема правила. Најверојатно ќе се случи, поголеми мрежи кои што сега се укрупнуваат, да кажеме се укрупнуваат мрежи, бидејќи овие дигитална економија не познава граници. Најверојатно некоја мрежа ќе влезе овде со некоја испостава за да може да се развива тој бизнес. Што е со рударењето? Дали регулацијата на дејноста подразбира и регулација на рударењето, односно правила за игра кој смее да произведува криптовалути? Европската унија успешно ја отстрани таа замка, не навлезе детално во тој сегмент, оставено е за втората фаза на регулација, а се случува уште нешто интересно во делот на криптоиндустријата. Например, Етериумот, втората најважна валута, направи валидизација на трансакции на поразличен начин, сега го објаснувам ова малку поприродно, каде што трошоците за електрична енергија се намалени за повеќе од 90%. Фактички индустријата сама се менува, знаејќи дека потрошувачката на електрична енергија беше битен отежнувачки фактор на околностите околу развојот. Како е во САД? САД троши 20% од вкупната електрична енергија за копање на целиот систем. Се уште? Се уште, да. Дали тоа значи дека цената на електричната енергија ќе биде обратно пропорционална со вредноста на криптовалутите во иднина, во наредниот период? Ова индустрија во налет. Се уште не е толку голема индустрија за да има толку отежнителни околности во тој дел. Но перспективно и прогресивно тие мора да размислуваат со зголемувањето на капацитетност и на самиот сектор дека ќе дојде до тие проблеми. И тие ги решаваат на сосем друг начин со влијание на екологијата во делот на валидизација на трансакции, промена. Тоа го направи Етериумот прв и мислам дека тоа ќе биде сега еден интересен нареден чекор за ако го отрегнат они и тој отежнувачки факт во делот на таа индустрија, мислам дека друго ќе немаат никаков проблем понатаму. Имаше во Македонија афери со производство на биткоин или на други криптовалути со струја на акционерски друштва и државни компании. Имате ли сознание што се случи со тоа? Каков епилог добија тие случаи? Кривичната одговорност во тој случај е исклучиво на товар на докажување на кражба на електрична енергија. Не е во делот на дали е легално или не е легално копањето. Вакви случаи има насекаде.
Интересно беше дека после таа афера, тоа мислам дека го нема спомнато, Академијата за суди и јавни обвинители има донесено приручник за кривична постапка во делот на криптовалутите и виртуелните валути, кој што е многу интересен од аспект и доколку се случи измама од финансиски аспект, не од кражба на електрична енергија, дали државата е спремна и како е спремна, бидејќи во конфискацијата треба да се запленуваат паричници, клучеви и фактички во тој дел ние се уште имаме еден недостаток, но тој приручник е прифаќање на реалноста од практичен аспект. Бидејќи ќе се случи и кај нас измами кои што ќе треба да ги водиме во редовна постапка. Словенија ги има, Хрватска ги има, Хрватска редовно ги има, така да ќе видиме како ќе биде кај нас. Значи, ако добро разбрав, сега во Македонија е дозволено производство на криптовалути, рударење, терминот рударење, ако не става збор за кражба на електрична енергија. Да, посредно е дозволено. Кај нас се што со устав не е забрането е дозволено. Значи, можете вие дома да инсталирате компјутер што произведува криптовалути и Да, но доколку се смета за дејност, треба да видиме дали таа дејност е пријавена како дејност и дали таа дејност треба да има индустријска струја или домашна струја за трошење. Како може да е пријавена кога нема регулација на Па нема регулација, затоа мора да и во трговскиот регистар и во сите други регистри, затоа е важна регулацијата. Бидејќи со пријавување на дејност. Значи како што е актуелно сега, ако некој дојде по совет кај вас како адвокат, што ќе му советувате? Дека смее да произведува дома криптовалути или дека не? Јас неколку пати сум кажал дека нема забрана за рударење, копање и за било кој сегмент од оваа индустрија. По која цена ќе се плаќа, како физичко лице или како дејност, како индустрија? Никој не би сакал да го плаќа како индустрија. Ама и нормално е да не го плаќат кога не им е легализирана дејноста. Легализирајте им ја дејноста и дадете им ги после трошоците на даноци, на индустријска струја и на сенатам. Значи мора прво да се постават јасни правила на игра за да може играта да се игра ферплей. Рековте, очекувате после парламентарните избори во мај да се случи регулација на пазар? Очекувам ова да се најде сега на агендите на политичките партии. Бидејќи, ако може да се најде на агендата на Г20 и најважните светски лидери да зборуваат за криптовалути и да донесат заедничка изјава, така да сигурно дека ќе се најде и кај нас. Ако не се во прашање банките, зошто Македонија доцни и во овој случај, како впрочем што доцни во многу сфери и во многу случувања, еве Г20 ги споменувате, зборувавме за потегот на Комисијата за харти од вредност во САД. Зошто во Македонија и покрај иницијативата на Либерално-демократската партија уште претходните избори се изгубија 4 години да не се регулира ова, за да во меѓувреме државата не наплатува данок од се што се случува во криптоиндустријата во Македонија? Мислам дека треба да ги поделиме улогите и на неносењето на законот како на една страна, но и недоволниот притисок на индустријата од друга страна. Доколку има институционални инвеститори, доколку има еден суштински прогрес во тој дел, мислам дека ќе има и притисок за да се донесе тој закон. Кога има критична маса, како што се случи например со закон се носи за еден ден, за возачките дозволи го донесовме законот обединето за 4 сати. Има ли комора на криптоинвеститори во Македонија? Значи, некакво здружение? Има парцијални здруженија и тие кои ќе се формираат после се делат и тоа е. Значи имаме една недоволно функционална криптозаедница. Ова ќе се налута, ама мора да го кажам. Зошто е нефункционална? Поради различни интереси? Или? Различни интереси и недоволен притисок за носење на регулација која што ќе им помогне на нив за да бидат интересни на светскиот пазар, бидејќи се работи за глобален пазар. И доколку ние не го фатиме чекорот со глобалниот пазар, повторно ќе останеме некоја сива зона или црна зона? Зона која што е нефункционална. Бидејќи велите ќе ви се налутат, вие сте во дневна комуникација со тие луѓе? Има различни групи на кои што сме присутни нонстоп, секој ден има нови информации, значи има. Тоа е една широко разграната група со многу силен потенцијал, бидејќи се работи претежно за млади луѓе, за искусни луѓе во своите средини и само мислам дека како и за се друго ги правиме истите грешки како една поширока заедница. Спомнавте група од 30 до 35.000 луѓе кои се влезени во... Кои што на некој начин имаат купено или имаат некој портфолио или на некој начин... Тоа е во бројка, колку е во сума, во пари, од прилика? Не би можел да кажам, затоа што тие не се јавни податоци, нема како да ги... Поради нема регулација, нема како и да ги скенираме и да ги вадиме како извештаи, плюс секој ден, видите, имате биткоинот претходниот пат кога зборувавме беше 19.000, сега е 51. Значи не може сумата нон-стоп расте. Самата сума на цела индустрија беше 3 милиарди долари во пикот во 2021, се спушти на 700 милиони
па сега повторно се качи на 3 Над трилиони, на 3 трилиони фактички. Сега само биткоинот вреди 1 трилион. Се уште тоа не е доволно. Пазарната капитализација на Wall Street е 50 трилиони. Ова цела светска заедница е 3 трилиони. Но прогресивно ќе расте и затоа мора да се... Добро, во Македонија од прилика која сума се споменува? Не би можел да шпекулирам, навистина би ти кажал, ама навистина не би можел да знам. Добро. Има декларирани милионери кои што изгубија, па потоа пак добија. Збориме, нели, кои порано има фатено чекор на овој инвестициски Во таа криптозима што се споменува, најтемниот период беше декември 2022, ноември-декември, кога имаше два негативни пика. Едниот беше со едната афера, другиот беше со другата афера. Аферата на Сембанкин и аферата на Кон. Пропадна цела платформа, значи цела берза на тргување. Кој пропадна цел стейблкоин. Стейблкоин е кога една криптовалута е врзана за долар или за евро и цело време фактички треба да има истата вредност, што служи како средство за трговија. Значи пропадна, као да ви пропадне Централна банка, као Народна банка да ви пропадне. Тоа беа многу лоши и траурни моменти, дури и објективни познавачи на состојбите мислеа, дури и ја мислев дека крипто индустријата нема да ги преживее тие две афери. Тоа е излезе. Ке ве прашам за прогноза, меѓутоа се покажа досега од 2009-та, впрочем наваму кога нели е создаден биткоинот, дека единствено сигурно во оваа индустрија дека ништо не може да се предвиди и планира. Како и на секој пазар на капитал. Сепак, што очекувате со вредноста на водечките криптовалути до крајот на оваа година? Се споменуваат некои вртоглави вредности на биткоинот за 2030 година. Колку се тие реални изгледни? Пред се работи за пазар на капитал и пазарот на капитал најважно е пазарната психологија. Кај пазарна психологија фактички кај пазарна психологија најважни се оние кога се префрлаат одредени временски моменти со вредносни и временски моменти и психолошки граници и бариери. $50,000 е една, но $69,000 е друга. Бидејќи биткоинот во највисокиот пик 2021 имаше $69,000. Доколку се надмине таа бариера, може да се случи само небото е лимит, златна треска. Што не мора да значи дека нема да има повторно падови и така натаму. Но се работи нели пред се за пазара психологија и психолошка бариера. Ке се преплават весниците како што беше тогаш, сите ќе почнат да инвестираат, тогаш некој ќе сака да го капитализира од големите играчи и може да се случи паника, пад, како и сите циклуси на пазарите на капитал. Ќе помогне во такви ситуации? Ова е како предвидување, мислам сега. Ќе помогне во такви ситуации ако дејноста е регулирана во Македонија? Секако во делот на пред се на стейблкоините. Тие се многу важни, бидејќи во моментот кога вие пластично ќе објаснам со пример. Кога во моментот кога вие не сакате повеќе да тргувате, вашето портфолио го префрлате во стейблкоин, односно врзано за $1 или €1. Доколку тие не се сигурни и доколку тие не се регулирани, вие фактички немате потпора каде да го држите портфолиото во моменти кога не инвестирате. И треба фактички да ги вадите во фиат, во кеш, во вредностни валути, па пак назад, и тоа е комплицирано. Мора да има стабилност за институционалните инвеститори и заштита на... Тоа ќе се овозможи со донесување на закон. Така. Вие учествувавте во подготовката на законот? Во работната група во Министерство за финансии, но не би можел... Чија верзија е пресликана од некоја земја од Европските унии? Секогаш кога се носи закон, ние одиме по регулациите кои што ги води Европската унија. За секој закон е само за овој. Господин Гошевски, благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам за поканата.